Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Само неколку минути силен ветер беа доволни Скопје да се претвори во град на паднати дрвја, откорнати покриви, оштетени автомобили и повредени граѓани. Повеќе од 1000 повици на бројот 112, урнат јарбол висок околу 60 метри, десетици интервенции на службите и најмалку 11 повредени лица. Оттука го поставуваме денес прашањето до сите вас. Зошто Македонија се уште нема масовен мобилен систем што за неколку секунди би испратил предупредување до сите граѓани во загрозеното подрачје? Секако за учество во црвена линија ве подсетувам, треба да се заврти нашиот добро познат број 023070005 и секако денес да проговориме со вас зошто во нашата земја се уште не сме корисници на масовен мобилен систем за предупредување. Она што секако сакам да го напоменам на самиот почеток од технички аспект, ве замолувам, како и секогаш во секој едно издание на црвена линија, откога ќе го завртите бројот, задолжително да ви биде целосно намален тонот на телевизорот, бидејќи неретко се случува да веднаш да се исклучите, немате увид дека сте во програма, не се слушаме добро, а неретко се случува и да мислите дека некој друг наместо вас зборува. Така да ве замолувам, еве уште на самиот почеток, особено вас, а верувам ќе имаме и такви гледачи кои што за прв пат секако ќе дадат одговор на нашите прашања во ова денешно издание на црвена линија. Очекуваме секако да бидете активни во однос на анкетите кои што ги спроведува црвена линија. Се разбира, за учество во нив треба да не заследите на Инстаграм, тоа значи да го заследите профилот на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. По заследувањето веднаш кликнете и на Instagram Story. Анкетното прашање објавено во текот на овој ден е следно: дали би сакале да добивате итни предупредувања директно на мобилниот телефон? Две опции за одговор: да, не. Учествувате така во анкетата што кликате на полето кое што го содржи одговорот, а не ги впишувате во инбокс или ДМ. Така не влегуваат во пресметката, а црвена линија пресметката ја прави во проценти. Резултатите ќе ги објавиме кон крајот на ова издание на црвена линија, но ќе останат и ќе бидат објавени секако во наредните 24 часа на Instagram Story на профилот на црвена линија. Па сега на самиот почеток, секако да потсетам дека ќе сакаме и од вас да слушнеме без разлика од каде се јавувате, кое е вашето лично искуство во однос на времето кое што особено во вчерашниот ден го погоди главниот град, но секако го погоди и градот Штип и многу делови од нашата земја. А во денот на овој вчера му претходеше ден во кој што имаше секако незапаметено невреме и во Дојран. Затоа црвена линија денес си ве прашува зошто Македонија се уште нема масовен мобилен систем за предупредувања. А ние секако во продолжение ќе го погледнеме прилогот на колешката Марија Митевска. Неколку повредени со скршеници завршиле на операција, другите поминале со полесни повреди. Невремето, освен со материјални штети, резултираше и со над 30 повредени кои побарале лекарска помош во скопските болници. Од нив 11 на клиниката за травматологија, а 22 пациенти биле примени во градската болница. Од тие 22 пациенти, 2 се примени на болничко лекување, останатите се третирани поликлинички со полесни повреди. Од оние 2, еден пациент е веќе опериран во текот на ноќните сати со скршеница во предел на шаката и има уште еден пациент кој што е странски државјанин, туриста, кој што е повреден при пад на дрво, кој што е со повреди во пределот на карлицата, но не изискуваше оперативен третман, што значи дека се планира за конзервативен, односно неоперативен третман. На одделот за травматологија од тие 11 лица кои побарале помош, тројца се здобиле со скршеници. Министерот за здравство Сашо Клековски информираше дека сите повредени се во стабилна состојба и добиле на времена медицинска помош. Здравствените установи низ државата функционирале непречено и покрај последиците од невремето. Кај некои од нив е причината и материјална штета. Во ГОП 8 септември е оштетен дел од старата кровна конструкција. Паднати дрвја имало и во кругот на клиничкиот центар Мајка Тереза, како и во психијатриската болница
болница во Бардовци. Клековски додаде дека оштетените објекти се осигурени и дека веќе се врши процена на штетата, пошто истата ќе се санира. Почитувани, дали би сакале, сега како Црвена линија ве прашува и како анкетно прашање, но и тука во живо секако, дали би сакале да добивате итни предупредувања директно на мобилниот телефон? И зошто, еве, според вас, Македонија се уште нема масовен мобилен систем за предупредување? Време е да започнеме Црвена линија, па од тука го велам и првото. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве, зошто Македонија според вас се уште нема масовен мобилен систем за предупредување? Благодарам вака. Првата работа која што се соочуваме, недостиг. А ако ги прашаме политичари, ќе речат да ми крива е Украина или Иран војната. Не, криви сме ние луѓето кои што наседнуваме на нешто што, например, природата ни го дава. Си земаме се здраво за готово. Значи, ние мораме да се потрудиме прво природата да ја заштитиме. Сечеме дрва, кај ќе стигнеме, што ќе стигнеме. Значи, проблемот е што ние немилосрдно ја искористуваме природата. Ако сме луѓе, значи тоа треба да го разбериме. Животните што се животни, викаме животни. Не, животните се многу подобри од нас, затоа што нивната животна средина им е чиста. Ја мислам дека колку е голем Господ, пазете, овие во Скопје орци и компанија таму градоначалниците не го чистат ѓубрето. 2 недели стоеше, може и појќе. Ама гледате, дојде Господ и он им го зеде ѓубрето. Значи, може би тоа било решението. Па не може така, Господа. Значи, ѓубре, сеење секаде е прво срам за самите себе, тоа ни зборува. Исто за предупредување. Ние треба да имаме ние мислам дека организација Стојан Чагелов, мислам да не беше во тоа. Него немаме развиен доволно систем. А зашто да не сакаме на време и брзо информации дека има одрон таму, ваму, значи проблемот. Од јавен карактер е тоа. И добро би ни дошло на сите. Благодарам. Тима, се поздравам. Благодарам многу. Сега кога останете и продолжете до самиот крај да ја следите Црвена линија. Почитувани, ве каниме во ова денешно издание сега кога да слушнеме и од ваш агол и да го пренесете вашето искуство, бидејќи секако Скопје не беше единствениот град кој што беше погоден од силното невреме. Но и во продолжение секако во овој момент ќе ве посетам секогаш за се она што сакате навремено, брзо и се разбира квалитетно да бидете информирани, кликајте на telma.com.mk. Голем број се на насловите кои што ги издвоивме сосема разбирливо, бидејќи навистина вчерашното невреме останува незапаметено, особено фактот што бевме соочени со ветер кој што дуваше со јачина од 136 км на час. Па од тука секако и прашањето е зошто Македонија се уште нема масовен мобилен систем за предупредување. А што се однесува до насловите, еден од кои што ги издвоивме секако оној за градот Кочани, каде што по невремето 80% од градот бил без електрична енергија поради прекин на работата на пумпите за вода, имало дури и прекин во водоснабдувањето. Па дали би сакале да добивате итни предупредувања директно на мобилниот телефон? Добар ден. Добар ден, Тина. Еве, би сакале ли да добивате итни предупредувања, како што е впрочем така и во соседна Грција? Видете, вака има посебни апликации кои стигат на телефонот и кажуваат вика во временски период тамо во таа околина ќе има невреме. И сето тоа треба да се следи. Едно, втора работа. Имаме телевизија, имаме други средства, радија и ред други работи треба да ги известат луѓето. Тоа кај нас го нема, треба да се прекине програмата и да се каже дека во тој временски период тамо и тамо тоа се случува. Тоа ќе биде за народот да знае пред време да се склони да не дојде до вакви работи. Трета работа, тие стари дрва се преку 30-40 години. Тоа треба све да се откроне, се стави ново. Вака не бива. Не држи место никако. И четврта работа, ја би го поздравил премиерот Мицковски да ги собере сите градоначалници каде што има селски чешми, да се испита водата дали е за пиење.
Еве, нарочито за Кучко имаме селска чешма која нон-стоп грга вода. Никој не знае ни дали е исправно или не. Градоначалникот наш да не каже, што да ти рече, нема но комент. А и за другите. Се стави табла дека водата е за пиење или не е за пиење. Пред неколку дена пробав да направам контакт со надлежни институции, добив некои одговори што не држат нешто. Од една страна на друга си ја префрлува топката. Градоначалникот е човекот кој треба да се грижи за градот. Нарочито за град Ѓорче Петров. Добро, благодарам сега кој што бевте дел од Црвена линија. Верувам ќе останете до самиот крај да ги слушнете одговорите и на останатите гледачи кои што ќе ги вклучиме во рамки на ова издание. Инаку секако простор за учество во Црвена линија ви е и Facebook, она што треба да го направите, да го заследите нашиот профил и профилот на Телма телевизија, бидејќи секојдневно за темите за кои што говориме со вас, имаме објава и на двата зида на Facebook, на нашиот профил. Еве како изгледаме таму. Всушност прашањето е зошто Македонија се уште нема масовен мобилен систем за предупредување. Пристигнаа голем број коментари, сосема разбирливо, така да почитувани и во пишана форма преку коментари, дадете одговори, учествувајте во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме со гледачите и нивното вклучување во живо. Добар ден. Добар ден, ама не е во денот, па ајде да почнеме одма. Прво да се разбереме, не му одговара на ниједна политичка гарнитура да има мобилен систем за предупредување. Бидејќи, ако го има тој систем, фактички се плашат дека другите опозицијата ќе ги притиснат на сите страни и на сите полиња. За да ако може да надкријат, ако може да претвитат, тоа е најдоброто за нив. Еве, петепете го случајот Бостива. За водата била загадена 10 дена, значи пред да расте јавната, дека некој си поиграл, вметнал фекална вода во... Ве молам, не зборувајте на интерфон, бидејќи квалитетот на тоа како ве слуша. Дворе. Но, значи, сакам да речем дека, значи, треба да секој кој е, значи, одговорен политичар, не треба да се плаши од информациите. Информацијата да помогне. И не време. Ќе тркнеме во дитото на отворено, да не падне дрво врз, да навреме ќе сниме, да не фатиме време, да не се повредиме. Значи, тоа е позитивна служба и позитивна работа. И затоа моето размислување е, значи, секогаш да има информирање за силите. Благодарам за учеството, иако мора да признаеме квалитетот на она што ве слушавме не беше задоволувачки, најверојатно затоа што беше користен интерфон. Ке му се заблагодарам на гледачот, знам дека редовно и не следи и учества во горе-долу во секој едно издание на Црвена линија. Останатите, ве замолувам, намалувајте го тонот на телевизорот и не користете интерфон и спикерфон. Јас и вие зборуваме стрикно преку телефонска слушалка. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Би сакали ли да добивате предупредување директно на мобилниот телефон? Видите, бака, таа е паметна работа, да добиваме предупредување, но не треба никогаш да делуваме задоснато. А ќе земам општината Аеродром за пример. Појдете со камерите да видите каде паднале дрвата, таму не станале. А општината, начело со оној градоначалником, како се викаше Дејан, формираа да ме кризен штаб, а ги нема никаде на терен. Па денеска, кутрите роми се радуваа на тие дрва, ги собраа и си ги земаат дома да се греат. А некој таму во општината ќе земи пари и деневници за тоа што формирале координативен штаб за кризи. Ве молам. Се додека така тој систем функционира, ова држава нема да има. А Господ гледа, а следно е дан бетер. А следно Господ ако сака да ги лупне политичките куќи да ги нема. Тоа треба Господ следно. Убав ден. Благодарам многу што се вклучивте и сега кој што споделивте со гледачите ваши искуства, ставови.
и останете со нас. Време е да ве префрлам на Facebook, бидејќи навистина имаме голема активност. Ќе почнеме со она што го напиша како одговор Тихи Дон. Порано постоеше територијална одбрана, колку функционира денес не знам. Постоеше и систем со градобини ракети за растерување облаци, веќе не постои, а зошто? Треба да постои систем со сирени во целата држава, каде брзо ќе не извести за поплави, пожари и невреме. При невреме снемува струја и интернет и нема можност за известување преку мобилен. Кој има, кој нема. Благодарам многу, Тихи Дон, па име се сложувате почитувани со ова што го напиша Тихи Дон. Сметате ли дека треба да има територијална одбрана во вакви случаи и дали се сложувате за тоа дека треба да постои всушност систем со сирени во целата држава каде што брзо ќе не извести за поплави, пожари и невреме. Ние едноставно прашуваме зошто Македонија и воопшто нема масовен мобилен систем за предупредување. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Фала. Видите, природата може да направи свашта и добро и лошо. Во последно време се дешава повише лошо. Меѓутоа, нашите треба да преземат да се избегнат линејните кровови. Одма, подхитно. Број 2. Големите дрва треба да се обновуват, покрај него да се насади, друго, овие да се уништат, дрвото носи, не викам дека не, меѓутоа, во вакви ситуација излесува. Како трета работа, мора да се формира некоја комисија, така да речам, да помине и по населите места. Ја живеам во Избегово, кај мене вчера падна дрво на улица. Човекот има уште 3-4 што може да направи штета. Подхитно да се формира комисија, да му се даде 5 дена, 6 дена или државата ќе преземе тие дрва да се склони што може да направи штета. Затоа што природата е непредвидлива. А сите други работи може да ги решат овие вашите нон-стоп што се јавуват по сите телевизии. Не ги напаѓаме гледачите, ве молам срамота. Засегнати сме сите како граѓани. Јас навистина не го разбирам гледачот сосема одлично течеше вклучувањето и ве молам, немојте оние 90 секунди кои што се предвидени, апсолутно да ги користиме, да ги понижуваме, навредуваме и секако критикуваме гледачите кои што можеби едноставно сакаат и постојано се дел од црвена линија, воопшто нема потреба за тоа. Големо благодарам секако еве што споделите, колку што запаметив за тоа каква е барем она што пренесовте состојбата во Избегово. И секако бевме сведоци дека навистина ако нешто беше застрашувачко е и моментот што голем број на лимени конструкции покриви како резултат на невремето всушност летаа на сите страни. Па еве, зошто ќе почнеме од тука Македонија, што имавме ситуација да се соочиме со невреме, кое што навистина имаше урагански тип на ветер и предизвика огромни штети, дури повредени. Најверојатно со климатските промени можеби ова ќе стане нешто што ќе биде, ако не секојдневие, можеби и некоја зачестена појава. Па сметате ли дека еве ние како земја треба да имаме масовен мобилен систем за предупредување и зошто се уште го немаме? Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, црвена линија. Еве, Тина, вака. За време на Југославија беше понапредно и систем и све. Тогаш имаше градобејни ракети, секоја општина, имаше територијална одбрана, имаше местни заедници, имаше све. Значи, било како, добро, унапред не се знаеше како ќе биде времето, но ги имаше тие институции. Сега се прашувам, после 35 години од самостојувањето на Македонија, зошто кога знаеме, тоа е јавна тајна е, кога знаеме во јавните и во државните предпријатија имаме 120.000 запослени, а не работат ништо.
А зошто да ги плаќа државата тие? Кога може да ги преименува, барем и така не работат, во овакви ситуации да можат да помогнат тие. Ај се прашувам тоа, зошто? Државата нека одговори. Дали ВМРО ДПМН или СДС? Тие се напикани од СДС, од ВМРО ДПМН и од ДУИ. Сега, зошто ги плаќат тие луѓе? Седат, лежат, одат, не одат на работа. Плюс тој, кога одат, трошат плими, пушки, ваму таму и ги вознемируват и тие што работат. Хајде, да се прашувам, не овој премиер, било кој премиер, зошто не ги пренасочуваат во тие активности? Благодарам многу за вклучувањето. Сега кога ќе потсетиме дека можеби најголемата цена ја плаќаат токму земјоделците, бидејќи невремето не само што уништи пластеници, туку избриша и години труд и надежа за заработка. Секако при вакви несекојдневни невремиња, сметате ли дека барем со напредокот на технологијата во регионот земите, некои од земите и користат масовен мобилен систем за предупредување? Според вас, зошто ние се уште немаме таков масовен систем за предупредување? Дали би сакале да добивате и предупредувања директно на мобилниот телефон? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, црвена линија. Вака сега, Тина, јас ви посакувам прво поподне. Благодарам. Ќе се смири, предпоставам, ќе се смири времето. Што се однесува до овие моабити денес, кога си слушав сите телевизии, така останав дома денес, што од страх, што од немоќ да не излезеш, да не се случи нешто. Там поменав до Пазарче и видов кај Арама, големот корнато дрво, периодот пред да дојде председателкава од Индија, требаше тука да изреагира малку и војската, зашто да не го тргне тоа дрво, да не се гледа такви ругла, да не речам. Меѓутоа, исто тука поминувам секојдневно и гледам дека двајца мажи, седат, па одмерак да го исчистат бе оној дел кај Арама тука да светне. Денеска пак ќе кажам, слушам многу работи кај што се меша квантна филозофија, квантна физика и Морзева азбука. Значи врска се нема што се згоди. Треба да се среди, треба да се намести. Масовен мобилен систем за предупредување треба да имаме. Меѓутоа, ние нема да знаеме да го искористиме, кај нас немало вакви невремења и немало потреба од тоа. Зошто? Тоа би било пак уште еден дел на телефонијава, тука би требало тие да постават. Посакувам убав ден. Благодарам, секако и ние ви посакуваме убав ден и големо благодарам што се вклучивте во црвена линија. Секако ќе потсетиме што се однесува до главниот град. Ураганскиот ветер само за неколку минути го претвори Скопје во град на откурнати дрвја, скинати кабли, распарчени покриви. Инаку, она што и нагласивме, а малку се спомнуваше дека најмногу можеби погодени се токму земјоделците, бидејќи вакви, слободно ќе ги наречам апокалиптични невремења, можат едноставно во неколку минути да го уништат долгогодишниот труд и секако мака, бидејќи земјоделците се оние кои што произведуваат и оние кои што навистина и целиот труд и она што ќе го заработат зависи токму од тоа дали времето ќе биде на нивна страна. Па еве, доколку сте земјоделци, сметате ли доколку имаме еден масовен мобилен систем кој што би функционирал за предупредување, би можело на оваков или онаков начин барем да не подготви за вакви апокалиптични невремења, кои што најверојатно според климатските промени голема е веројатноста и да бидат зачестени. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, црвена линија. Вака да кажем, то не знам како би било нешто слично на бабавања, ама то ако е со техника, да го правиме со техника, треба еден систем на метеоролошки станици кои што би требало да ги мерат тие
циклоски активности. Меѓутоа имате вие во временската прогноза, таквото го имате, таа работа имате, меѓутоа многу малку луѓе разбират таа работа. Мислам, не ја слушав временската прогноза како временска прогноза. Ние сега гледаме само како ќе биде дено утре. Дали ќе биде жешко, ладно, дали ќе врне дожд или било што. А вакви случаи како што беше вчера во Скопје, не предвидовме. Значи беше Скопје зафатен, Скопската котлина, и беше зафатено и Кочани таму некаде, мислам на истокот. Така да штетите се големи и на едното место и на другото, и можеше да заврши уште пофатално, меѓутоа ете, се смилува. Свевишниот пак само толку удри, не удри многу. Меѓутоа се гледа дека не сме ни за толку спремни да искрепиме, значи не се сечат дрвата на. Така, благодарам за учеството, за одговорите и уште еднаш подсетувам, особено за вас кои што ќе се вклучите прв пат во црвена линија. Време траењето на едно јавување изнесува 90 секунди. Тајмерот е објавен на екраните за да имате увид како ви одминуваат секундите, но и секако подсетувам дека секогаш можете да завртите повторно и повторно за нови 90 секунди. Инаку кликнете и секогаш кога имате потреба да знаете што е новина, не само во земјава, во регионот, туку и во светот, telma.com.mk, тоа е се што ви треба. А еден од многуте наслови кои што го извоивме е и следниот. Практично на времето е оштети дистрибутивната мрежа, во дефект остануваат 300 трафостаници. И од тука всушност пона што го доживеавме вчера се поставува прашањето зошто Македонија се уште нема масовен мобилен систем за предупредување. И дали почитувани би сакале да ви пристига предупредување на мобилниот телефон, особено како резултат на наговестување за некакво невреме или природна непогода. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, ја... Да, вие сте во црвена линија, повелете. Добар ден, Тинче, како си? Благодарам многу добро. Од кој региони се јавувате, веќе си дозволам да прашам? Па, од Крива Паланка сум ја. Така, па Крива Паланка како измина во минатиот ден? Па не знам, Тинче, ја многу не се вртам по Паланка, ја камион возим по Грција, тука јас не могу ништо да ви кажам. Така, но секако што вие во движење професијата, верувам дека неретко се случува да бидете засегнати од невреме какво што имавме вчера. Сакате ли да ви стига предупредување на мобилен телефон? Па добро, Тинче, претходно еден господин каже дека до неколку варијанти нели спомна, сега кој е. Значи има кој е заинтересиран, може да има увид на времето и преку Google и што ја знам, ја многу не сум компетентен околу тие работи, значи може во секој случај да се информира, него јас за нешто друго се јавив. Да ви предложам, да може и во контекст со ова ваша тема, мене, ако може и во поскоро време, догледно време, сега од моја перспектива гледано, значи ако може да предложите една тема околу овие сега што се овие социјалните, овие успари што се осигурителни компании. Така, во однос, предпоставувам, сакате да знаете во однос на тоа како делуваат при исплаќање на штети, особено фактот што навистина голем број е на возилата кои што претрпеа оштетувања, згради и што се не. Дали би сакале, почитувани, да ви пристига известување или аларм на мобилниот телефон како најава за невреме и она што следува? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Вака, Тинче, јас се јавувам. Сум на линија, така? Да, ве слушаме.
зошто нема Македонија се уште масовен мобилен систем? Знаете зошто? Оно го имаме ние система. Имаме сите мобилни. Зошто се прикриваат криминалите. Еве јас колку пати сум зборил бирото да се има евиденција на луѓево и да ги предупредуваше додатна работа и газите ќе си плаќаат уредно кој колку работници ќе земе, ќе се знаеше кој каде си оди. А вака, зашто имаме подобранци се уште ни влегуваат во наша натрпена земјичка и јас мислам дека ова е криминално дело на тие што го прикриваат своето богатство. Ке ми простиш вака, арогантни се до тој степен станати, што ќе му работиш и кога ќе му побараш после еден залак хлеб или да му отров да си купиш, нема да ти даде. Кога ќе имам работа, кога ќе имам потреба дојди, кога ќе убиеме некого ти да ни исчистиш после во кланицава наша. Тоа така му доаѓа, синче, извини вака. Значи, ова е веќе без преседан и нема многу време. Сакав нешто друго да кажам на вашата телевизија. Борев многу работи за било што и за комунална. Многу ми е жал, правилото е 90 секунди и останува да ви се заблагодарам за учеството. Еве што напиша и Божидар Ристовски, во времето на социјализмот имавме такви системи, но откако дојде капитализмот, веќе немаме ништо. Тоа е последица на бизнес интересот на политичарите да нема ништо што би било корисно. Почитувани, време е за реклами. Сега време е да ви соопштиме како одговори оние кои што редовно учествуваат на анкетите на Црвена линија, за следете не и секако учествувате во утрешната. На прашањето дали би сакале да добивате итни предупредувања директно на мобилниот телефон, со да одговорија 96%, а со не 4%. Почитувани и благодарам што не следевте и секако бевте дел од Црвена линија. Се гледаме утре во нашиот стандарден термин, но не заборавајте, редовно информирајте се и кликајте на telma.com.mk. Доведување, имајте мирно и убаво попладне.